Добар ден и од мене стартува најновото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. 2 платнени, односно 2 тетрапелени плюс една памперс. На таков начин родителите долго време ги повиваа своите бебиња по совет на лекарите. Но строгата препорака за широк повој одеднаш се промени. Сега родителите се едноставно во дилема дали треба да го потребуваат или не. За развојот на колковите кај бебињата денеска зборуваме со доктор Антонije Хаджиантоновски, специјалист ортопед од Орто Плюс во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Благодарам на поканата. Да започнеме тука, кога треба да се направи првиот ортопедски преглед кај бебињата и што се тој опфаќа? Тоа е многу побитно прашање, него дали треба широк повој или не треба широк повој. Но главното прашање на родителите е треба или не треба широк повој. Родителите премногу се оптеретуваат, треба ги слушаат своите ортопеди. Ортопедот е тој што е одговорен за здравјето на колкот. Тоа што треба е да се прашаме кога тој широк повој. Дете мора да биде прегледано многу рано, не само клинички, туку ехосонографски. Тоа е единствениот точен наод 100% што исклучува лош колк. Многу е проблем кај нас, луѓето се оптеретуваат со тоа дали да ставам широк повој, дали да не ставам широк повој. Однесете го на лекар детето. Ќе ви каже дали е добар колкот или не е добар колкот. Детето само ги држи широко нозете ако е добар колкот. Така. Значи нема никаков проблем. А се случува ли во првите 15 на дена да се постави диагноза лабаво колкче поради хормоните на мајката кои што се излачуваат во периодот пред породувањето, кога телото се подготвува за породување, па низ плацентата да преминат во телото на бебето, па да се постави лажно позитивен наод. Тоа често се случува. Значи лажно позитивен наод на клинички преглед. Тоа е кога докторот прегледува со рак. Тоа не може да се случи на ехо. Значи ехото е оваа метода која што ја работиме ние по методот на професор Граф. Има многу сертифицирани лекари во држава што го работат тоа. Е математички прецизна метода. И таа го опишува колкот каков е од моментот на раѓање до следењето додека не се види комплетно созреван колк. И опишано дека на раѓање се мерат агли и тие агли, ако алфа аглот, например, на раѓање треба да биде најмалце 50, до 12-та недела треба да биде 60. Така. Ако е испод тоа, ние гледаме дека не чини колкот. Ако измеѓу тој период и он се созрее убаво до 12-та недела, се стане тој алфа агл 60, кој што е математички се мери, нема никаква шанса за утка. Тој колк е здрав и тој колк нема потреба од никаков третман. Проблемот кај нас е што децата се носат многу касно на ортопед. Ние во нашата пракса, на пример 2015-2016 кога правевме скрининг на голем број на деца, околу 1000 деца имавме на раѓање, зборам, во една од приватните наши болници, откривме 4 деца од 1000 со исчашен колк. Тие 4 ги третиравме уште од првата недела на живот. Така. И колковите многу лесно се репонира, многу без никакво малтретирање на бебето, помина целиот третман и децата здраво се развиваат. Проблемот е кога ќе нас ке дојдат во амбуланта деца на 2, на 3 месеци, кога детето со исчашен колк мрда, ја зајакнува мускулатурата, ги обтегнува сите структури внатре на колкот и после кога ќе дојдат кај мене, лекувањето трае многу подолго. Непотребно подолго, се малтретира фамилијата, детето плаче зашто е обтегнато во специјални каивчиња. Поентата на сите овие прегледи е да се детектира навремено проблемот кај децата и да се почне со најрано што е можен третман. Така да тие совети контрола на 2 месеца треба да се сменат. Јас се надевам дека ќе промениме со колегиве нешто сега, да тој ортопедски преглед законски да влезе во норматива во првите 6 недели од животот. Так. Значи месец и пол е најкасна, најпоследната граница кога детето треба да биде донесено на ортопед. Многу е добро да се направи тој на самото раѓање. Така. Имаме малку време, но сепак тука би ги отворила линиите, може да се вклучат гледачите со нивни прашања поврзани со денешната тема, развој на колкчињата кај бебињата. До кој месец се развиваат колкчињата? До 12-та недела, до 3-тиот месец. Така. Значи они треба да до 3-тиот месец да имаат постигнато полна зрелост во поглед на затварање на коскените со кои што не е тоа завршен развојот на колкот, туку развојот на ехосонографската слика, кај што ние би оцениле дали со сигурност е колкот здрав и од таа точка, ако веќе е постигнат тој агол 60, веќе не може да стане лош колкот. Так. Значи, мојот професор во Австрија вика
кој ќе види здрав колк дури на раѓање. Значи, кој ќе види созрен нагол над 60, им вика на родителите нареден преглед за 9 месеци, вика со ново бебе. Значи, дека нема потреба ни веќе да се контролира тој колк. Така. Сега дали е точно дека Македонија е ендемско подрачје кога станува збор за развојни деформитети кај колковите и токму поради тоа во 60-тите години на минатиот век била воведена препорака за широк повој. Да. Бидејќи не можело на време да се диагностицира децата, па да им се помогне колку толку. Ендемски имаме само лоши навики, а не лоши колкови. Така, што значат тие лоши навики? Кои грешки се правеле во минатото? Да, колковите не се исти со целиот свет, на неколку места во светот. Имаат лоши навики да децата ги замотуваат како мумија, долу фишек ги замотуваат нозете, да им се исправат. Децата се раѓаат со обуква нозе, тамо до 3-та година сами стануваат икс. Проблемот е кога ќе ги замотаме нозете на детето, тие коленца кои ќе се спојат, горе колковите се оптеретуваат, се отвараат, а тежината на тегнење на телото се мускулите одат нагоре. И тие практично самите ги чешуваме или ги правиме да бидат диспластични колковите, да бидат отворени, значи да не биде колков внатре во кралицата, да биде подизлезен, само заради тие лоши навики. Так. И кај нас лошите навики, кај луѓето се избиваат со апстрактни работи, како им викаме, да не прави нешто, ќе им се случи нешто, да не пеат кога јадат, нешто друго ќе им се случи. Так. Значи на таков начин мораше некои работи да се променат и фала му на Бога што е воведен тој широк повој, затоа што тоа е единствен начин да се спречи тоа тесно повивање. Сега можеме да објасниме доволно на родителите дека децата сами си ги држат широко нозете, дека само не смее да се ставаат во таков тесно повивање. Тоа тесно повивање прави штета на нашите колкови. Широкото повивање децата сами го прават. И самата памперс кој ќе ставите измеѓу пелената што ќе ставите меѓу нозете на детето само ќе си ги отвори. Дете кој ќе се роди, кој лежи на грб, ги држи нозете кренати према горе и тоа на самото таа физиолошка позиција од стомакот на мајката. Так. И детето природно ми доаѓа да прави. Кога не е ограничено детето, оно и плюс вежба цел време ги развива колковите како што треба. Так. Сепак ви кажам, тие лоши навики на нашиот народ, не само кај нас, тоа баш на цел Балкан, значи догоре до Словенија, сегде малтене овој дел веројатно кај што биле турците, тие се навики стекнати како. Па и оваа препорака за широк повој всушност постои само на овие простори, ако не се лажам. Јас на друго место не сум сретнала. Тоа вовеле паметни луѓе за да може да го спречат тоа тесно повивање. Затоа што не можеш ти од човек на човек да идеш и да објаснуваш дека слушник ќе добие детето дисплазија, не го повивај вака, туку една општо мислење со тоа што широкиот повој ги става во широка позиција нозете и детето е ограничено со вежбање. Кога се става широк повој, мора родителите на секое пресоблекување они да ги развежбуваат колчињата, затоа што иначе препораките што повеќе не се применуваат, порано добива совети родителите додека беше препораката за широк повој и по 100 пати на ден да ги не знам колку вежби всушност веќе по 100 вежби на ден абдактиски или како ги нарекуваат тие вежби. Затоа што детето на ноџињата. Првен ако родителите не ги вежбаат доволно колчињата, ортопедот кој ќе отидете на клинички преглед не може да го прегледа детето. Така. Значи детето дава отпор. Не може да осети лабавоста на колковите. А втора работа, детето ако е во широк повој не може да вежба. Так. Значи оно се ограничува од движењата. Ова не важи за пациенти што не се прегледани ортопед. Сите пациенти се должни да ги слушаат своите ортопеди. Ако ортопедот вика широк повој, да се става широк повој. Пациентите, значи ако оди наше дете се прегледа у Лондон, лондонскиот ортопед ќе каже не треба широк повој. Ќе каже колку те здрав, ама тој ортопед ја преземал одговорноста за тоа дете и ги наметнува ставовите. Значи не можеме да не се оптеретуваат луѓето со тој широк повој. Тоа што треба да прават луѓето е да видат дали има детето здрав колк или нема здрав колк. Так. Тоа е најбитната работа што треба да се направи и тоа може да се установи во првите 12 недели, значи од животот, уште од самото раѓање до 12-та недела
се знае точно каква е дијагнозата на колкот. Така, нашиот телефонски број е 3076 677, гледам дека не е наведен на екранот, ќе замолам од режија да биде ставен, бидејќи имаше доста интерес од гледачите кога поставив темата на социјалните мрежи, има многу прашања, пете барем еден или двајца да вклучиме во програма. Сега велите кога колкот е здрав, нема потреба од широк повој, но сепак тука има различни ставови, некои педиатри велат нема штета, за секој случај детето нека носи широк повој. Што велите за таквата за тој совет? Штета нема, точно ако ги вежбаат родителите колковите. Така, но доколку не ги вежбаат, веќе би имало многу проблем. несовесни родители кои што на пример ставале широк повој, не ги вежбале колковите. Тука веќе од здраво дете не се прави деформитет, ама може да се, ако е тој широк повој премногу отворен, може да се направи штета на колковите. Така. Што се однесува до седнувањето. Исто така и тука има бројни дилеми. Кога детето треба да се стави во положба на седење? Да, значи со хранење почнуваат педиатрите негде околу 6 месеци. За детето да може да јаде, треба да може да го седнат во седечка позиција. Така да таа седечка позиција е 65 степени за хранење, за да може да го оформи залакот и да го голтне детето. Затоа негде околу четвртиот месец препорачуваме 45 степени. Тоа е, например, како што е ставен во хранилицата во моментот, како што е ставена таа позиција, таа е 45 степени и во таа позиција е целиот рбет подпрен и не може настане деформитет. Так. Проблемот е кога родителите, например, јас што им препорачувам на моите пациенти. Од четвртиот месец тој втор преглед кога го правиме, им кажам да го постава детето во 45 степени, со тоа што горните кајшеви или ќе ги подлабават или ќе ги трнат, а ги закопчуваат само долните кајшеви на количката. Детето да гледа према напред и детето напнува, пробува да се крени и оно само работи врз својата мускулатура. Так. Никогаш не можете да ставате подпирач на детскиот грб. Зашто детскиот грб кој ќе го кренеме во седечка позиција, он подпира сам на себе и децата клапнуваат, а ќе заспијат цели на страна и тука се прават многу проблеми со детското грбче. Поентата на тие 45 степени е детето само да си седне и нека седи колку сака кога ќе седне. Так. Ама не ние да го подприме со перници или со некоја позиција или на пример ускут ако го држа детето. Родителите нека се подправат во таа позиција 45 степени, нека го фата детето за бутките, а оно само да напнува, да се крева, дури да се преклопи према напред, не е ништо страшно. Нема никаква потреба од секирање, значи ако детето успее само да се седне, оно има веќе активна мускулатура, го држи убаво грбчето и не може да настане деформитет. Кај мене децава се дури големиот кој ќе седи, па му викам долу на земја исправен, а не да седи на кауч згрбавен целиот. Нема причина да се става подпирач на ничиев грб. Так. Правилното седење е кога е грбот неподпрен и исправен. Имаме гледачи на линија, да ги вклучиме со прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас, Марија, и до докторот. Благодарам. Вака, јас сум мајка на 3,5 месечно бебе. Кога ни испуштаа од болница, ни рекоа првиот преглед на ортопед да биде на 2 месеца. Тогаш бевме на ортопед, но докторот не ни направи ехо, само го прегледа, како што рековте вие, клинички. Так. Сега сакам да прашам дали е сега време да одиме за ехо или сме веќе доцна? Да. И уште едно прашање, ако може, значи, кај машките бебиња, кога е препорачливо тоа за седнување на бебето? Значи, кога треба да почнат машките бебиња да се седнуваат? Так, ви благодарам што се вклучивте во програма. Нема машки, нема женски бебиња, сите бебиња се исто. Так. За препораката за седење, за сите важи 45 степени по 4-тиот месец, сем за деца што се порано родени или каснат со развојот. Затоа ортопедот е тој што е одговорен за вашите деца, тој што го следи и ќе ви ги дај советите. А втората работа за прегледот треба буквално мора да се направи ехо преглед. Клиничкиот преглед е со 80% е точен. Значи 20% има шанса за лоша дијагноза и таа не треба да се случи. Така. Значи ехо прегледот е тој што ни кажува дека колкот е со сигурност здрав и тоа кога ќе се измерат агли и точно се знае дали треба третман или не треба третман на колкот. Значи советот е да направат ехо на бебето. Да.
уште еден гледач имаме на линија да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здрав до вас. Мајката на двумесечно бебенце, сакам да прашам мислење доктор за Фани гајкички наместо широк побој, замена Фани гајкички да се носат. Фала многу. Така, и благодарам што се вклучивте. Повторно ќе кажам, ако има проблем детето, тогаш треба да носи третман. Така. Значи да се диагностицира колкот, а ако е здрав колкот, тогаш нема потреба ништо да носи. Така. Што се однесува до начинот на држење на бебето и употребата на марамите, потоа на оние што се помагала за држење на детето, дали тие се препорачливи? Вака, гледате ви кажам, кенгури, марами, сите тие реквизити во некој начин олеснуваат на родителите да можат да излезат од дома полесно, ако се наспраат да не може да симнат количка. Ама јас моите пациенти ги советувам да колку може да ги избегнуваат. Зошто? Неколку причини. Првен, го малтретираат нивниот грб. Значи, кај го носеле бебето 9 месеци у стомак, уште плюс да го носиме после тоа. Втора, точно дека ја чувствува топлината на родителот, ама од еден аспект ја губи моториката и развивањето кој што треба да го добие во тој период. Количката е многу битен фактор за развојот на децата. Децата треба, кога седат во количката, вежбаат, активни се, ги интересира околината, се напрегаат. Кога виси детето во кенгур, само гледа со главата лево-десно. Плюс кенгурот, или марамата плюс може да биде и затворена. Марамата знае, има начини како да се врти да не прави штета на децата, а има одредени типови на кенгур, каде што нозете се подпрени само во средината, а колковите подпирајки се и клатејки се, они може да излезат и надвор од самиот клатење во кенгурот. Кенгурот, многу често имаме повредени деца, родителите нема да ги приметат дека децата заспале, само еден тротоар што ќе симнат, тоа климање на главата на детето може направи руптура на мускулче, да се поткине мускул во вратот и со еден хематом и да дојдат кај мене со тортиколис од глупост. Неверојатно, значи, децата не ги учете на ништо друго што не можат сами да прават. Децата најдобро се развиваат кога ќе ги ставиме во соодветна позиција и они се сами да прават. Кога родителите на сила ќе им направат нешто, тука прават проблем. Имам уште навистина многу прашања, на во интерес на времето, само последното би се однесувало на D3 капките, колку се тие важни за развојот на колкчињата, важни се за целиот организам, за коскиниот систем, но дали влијаат директно врз развојот на колкчињата? D3-то е хормон кој што го произведува телото во поглед од подейство на сончевите зраци и он е многу важен за сите луѓе, не само за децата, а од невидена важност е за коскиниот систем на луѓето. Децата мора да примат D-витамин, а самиот развој на колкот не е врзан со количеството на D-витамин. Осификацијата, тоа е кога се претвара колкот од раскавица во коска, помага тука D-витаминот, ама тоа помага за целиот организам. И не значи дека колкот осифицира дека треба прекине детето да прима, како што исто не значи дека кога затвори фонтанелата на детето дека детето треба да прекине да прима D-витамин. Туку напротив и посам тоа дека треба да продолжи да прима D-витамин. Ви благодарам што денеска бевте во 0N+. Одлична и интересна тема. Мислам дека би можеле на цела емисија за седење да направиме и за проодување. Може, има многу за зборење. Ке се видиме, се надевам повторно. Да, секако. Еве уште да кажам дека денешен гостин беше доктор Антонија Хаџи Антоновски, специјалист ортопед во Орто Плюс. Ние ќе се видиме повторно од понеделник. Се гледаме нормално секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно. Пријатно.